Продолжуваме со работа. Точка број 8. Одлука за давање во закуп со надоместок на недвижни ствари, собственост на општина Битола со електронско јавно наддавање. Се работеше за објектите кои ги објасна представникот од општина. Материјалите мислам дека сите ги добивте на мејл. Дали некој има некакво прашање? Јас имам една сугестија до представникот на општината, доколку може доколку имаме можност да одлучуваме, сметам дека на подолг временски период би било подобро да му ги дајме, бидејќи како што ги видов, барем јас сликите, се работи за руинирани објекти во кои ќе треба многу да се вложи. Дали некој друг бара збор, прашање? Доколку немате, повелете. Дали да ја препрам одлуката да ви ја пуштам или... Значи, во одлуката како пиши? Во одлуката нема рок на издавање. А треба да има? Треба да има и тоа што збораме да ги реконструират. И кој ќе заврши закупот, така да не ги предадат. Тоа реков да се договори комисијата. Не е проблем, ќе ја препрам уште денес, ќе ви ја пратам назад. Повелете. Да, ако може одлуката да се прати и да биде, ако се сложиме сите 10 години рок, бидејќи за 5 години рок, реално, вака како што каже и председателката, премногу се руинирани, се нарушува целиот концепт на касарната, објекти кои што зјаат празни, имаме дали бездомници се уништуваат дополнително. Добро и доколку има уште еден апел, ова е втор пат вакви објекти да ги издаваме, доколку има и други објекти кои што зјаат празни во касарната и се руинирани, истите на некоја наредна седница да ни бидат тука предложени, да ги разгледаме, истите да ги издадеме со цел да добиеме една навистина убава слика во касарната, да нема напуштени објекти. Го ставам на гласање предлогот на колегата. Вклучително е на сите, мислам, предлог, меѓутоа мислам дека треба да го изгласаме или нема потреба да се измени одлуката. Сметам дека нема потреба, ќе ја измените одлуката и до седница ќе ни ја пуштите таква, со рок од 10 години. Добро, ви благодарам. Кој е за ваквата точка? Ве молам да крени рака. 3 за, против, воздржани 1. Ви благодарам. Следна точка. Точка број 18. Решение за давање согласност на одлуката за измена на наменска и блок дотација на Естра Овадија Мара Битола. Директорката официјално не извести дека заради оправдани причини ќе биде отсутна, меѓутоа имаме представници кои се делегирани од неа и кои се присутни. Се работи за 4 точки, дали може сите да ги прочитам наеднаш да ни образложите за сите. 19. Решение за давање согласност на одлуката за донесување годишен финансов план за средства од наменска и блок дотација за 2024 година на Естра Овадија Мара Битола. 20. точка. Решение за давање согласност на одлуката за донесување на годишниот финансов план за средствата од самофинансирачки активности во 2024 година на јавната општинска установа за деца Естра Овадија Мара Битола. И 21. Решение за давање на согласност на одлуката донесување годишниот финансов план за донаторска сметка за проектот Инклузија на деца роми во предучилишните установи детски градинки за 2024 година на јавната општинска установа за деца детска градинка Естра Овадија Мара Битола. Повелете. Накратко ќе ве молам, па ако има некој некакво прашање, чисто да знаеме за што се работи. Да, ова е за буџетот за 2024 година. До сега не сме, да речем, на совет вака. Си ја пуштавме со другите, со училиштата и со сите. Зошто сме повикани, ние не знаеме, искрено да ви кажам. Ако треба нешто да се образложат од аспект приходи, расходи, зошто е то така, ги имате веројатно пред вас сите, ќе ги образложиме, нема проблем. Што треба, не знам конкретно. Сега искрено да ви кажам, ниту јас знам зошто е точката на дневен ред, не знам ни до вас кој се обратил. Јас лично немам прашања. Дојде да речем од сметководство да образложам нешто ако ви треба од технички аспект за контата за приходи, расходи, ако треба нешто. Јас немам. Измена конкретно немаме, јас не знам. Добро. Дали некој има некакво прашање? Велете. Да. Не е јасно и нас зошто е, затоа ќе прашаме. Пише изголемување на блок дотациите на сметка наменска сметка и блок дотација во износ од 2.475.000 денари. Зашто ќе се искористат овие финансиски средства?
Да не е за ребалансот, тогаш ова не знам. За новиот буџет нема зголемување. Јас колку Така што пише знам, одлука за измена на финансов план и наменски за блок дотации. Се донесува одлука за измена за дополнување на финансиски план и блок дотации. Поради зголемување на блок дотацијата на сметката, Тоа го пише во материјалите што се стигнати? да, ама пише сега се зголемуваат во износ од 2.475.000. Зашо се овие пратени пари од блок дотација, зашо ќе ги користите? да не измена за 23-та година. Ребалансот да не е то 2 милиони. За 24-та немаме измена. Е така како што го направивме почетно, така е. Измени немаме. Овие одлуките ги имате видено вие што се подпишани од председателот на управниот одбор Маријан тоа Паревски? правна работа не. Јас не, искрено ова сум дојдена само за сметководствениот дел. Па ова не е, мислам и ова е во сметковост. Одлуки немам видено никакви, ниту знам што се пратило тука до Совет, искрено да ви кажам. Не знам. Ако од ребалансот, тогаш се за 404 регрес и нешто за делот од платите кај што не достигаше. Ако е за ребалансот. Од и овие точки што ги прочитавте се за новиот буџет. Не, ова е одлука дека се донесува одлука. Кога е донесена одлуката? Донесена на 4.12.2023. Може да одговара ако е за ребалансот. Средства се пратени од општината во вид на дотации, да речам да ги зголемиме. Тоа беше за регресот за годишен одмор на 404 ставка и дел на 401 и 402 за плати и придонеси на вработените. А добивте регрес? Не уште немаме добиено, пратени се, да речам, на сметките, само немаме подпис. Оведена ке. Не, оти кој пише дека се зголемува блок дотацијата. Блок дотација значи иди од Министерството за труд и социјална или од Да. општината, од кај се овие средства? Ние ги добиваме од општината, но веројатно се преку труд и социјала, предпоставувам. Труд и Не знаете. социјала, 404 за регрес за годишен одмор, ако се тие 2 милиони и нешто, значи 401 и 402 плати придонеси на вработените. Таму се распоредени. Не носам конкретно материјали за тоа, затоа што мислев за буџет за 2024 дека е. Така ми рекоја, мислам. Повелете, колега. Да. Решете што имате. Добро, буџет е за 2024 година. Има одлука за проект за инклузија на деца роми во предучилишна установа детски градинки за 2024 година 360.000 денари. Какви активности ќе се спроведат со овој проект, дали знаете? Почитувани тоа се парите за децата роми што се одделуваат. Секогаш со проектот што се подпишува во сега беше брзо, колку што знам директорката е подпишан и тие доаѓаат од таму, тие се средства за партиципацијата за тие деца. Добро. Тоа не интересираше да Да, знаеме. тоа е. Секоја година е. Добро, фала. Благодарам. Друг некој прашања? Доколку немате, ви благодарам за присуството. Следна точка, точка број 22, одлука за отстапување на движна ствар на трајно користење на јавното предпријатие Комуналец Битола. Точката беше пропуштена во дневниот ред, затоа е последна. Повелете. Бидејќи јас не знам да ја презентирам точката за движна ствар, изгледа јас не сум како другите колеги, ќе треба вие да ја презентирате. Многу добро е напишана и образложена во образложението. Јас само ќе го прочитам образложението. Последователно како што е напишано. Значи во рамките на активностите за проектот Баер, Сдружена акција на Битола за вклучување на ромите, спроведена е постапка за јавна набавка по прак процедурите. Инаку проектот е финансиран ИПА-2 проектот од Европска Унија за ромите и луѓето кои живеат во длабока сиромаштија. Согласно таа програма и ставките од таа програма, спроведена е јавна набавка, одбрана е фирма која достави еден камион, мал камион за собирање на комунален отпад Мицибуши во тесните улички на Бајрот,
5 тримери за косење на трева и една косилка за косење на трева. Така е напишено и по име, мислам по фирма и така натаму, и вредностите се дадени во одлуката. Овие машини, ова и опрема стојат тука кај нас во дворот, треба да се, согласно вашата одлука, да се остапат за трајно користење на јавното предпријатие Комуналица. На кратко толку. Некој друг? Доколку немате прашања, ви благодарам за присуството. Одиме на гласање. Точка број 18. Решение за давање согласност на одлуката за измена на наменска и блок дотација на Естрео Вадија Мара Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 2 за, против, воздржани, 2. 19. Решение за давање согласност на одлуката за донесување годишен финансов план за средства од наменска и блок дотација за 2024 година на Естрео Вадија Мара Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 2, воздржани, 2. Точка број 20. Решение за давање согласност на одлуката за донесување годишен финансов план за средства за самофинансирачки активности за 2024 година на јавна општинска установа за деца Естрео Вадија Мара Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 2, против, воздржани, 2. И точка број 21. Решение за давање согласност на одлуката за донесување годишен финансов план за донаторска сметка за проектот Инклузија на деца роми во предучилишни установи детски градинки за 2024 година на јавна општинска установа за деца детска градинка Естрео Вадија Мара Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 4 за. 22 точка одлука за отстапување на движна ствар на трајно користење на јавното предпријатие Комуналец Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 4 за. Со тоа го затворам дневниот ред и ви благодарам за присуството.